Итроман Пејо и мориовците, чита Александар Станојков. Одејќи неколци на мориовци на пазар да продаваа борина, нашле на пато едно ќесе со пари и сакале да го скријат, ама да не може никој да го види, дури да се вратат од пазар и после да го најдат Итромана Пеја, да тој да му и делит парите. Думале, шестале кај да го скријат, најпосле издумале еден маривет мориовски и го закачиле на еден драг боров што носеле да го продаваат. Го закачиле драго во земјата, за да не може никој да го види и да го земи, чунки ако е скриено негде на земи ќесето, секој можел да го види и да го земи, а на драго качено никој не можел да го види и да го земи. Види му умо и крој му ќулаво на мориовците наши. Си ошле на пазар, си продале борината и го нашли Итроман Пејо, му кажале оти нашле едно ќесе пари, го оставиле на пато за која ќе се вратат за тој да му и дели парите. Море да би ослепеле, му рекол каков џасан Итроман Пејо. Ами како го оставивте на пато, бре будали, дали ќе ви го види некој човек и ќе ви го земи? Да ние не го оставивме на пато Итромане Пејо да го најде човек, му рекле. Ами го закачивме на еден драк висок на врвот, так кој може човек да го најди? Така ли сте направиле, бре селани? Брао, како ви текна, така ве сакам да бидите итри како мене. Не се, како рекоа тие после, кој знае, тргнале да си одат заедно со Итромана Пеја и кога дошле кај драго да го земат ќесето, кога гледаат, наместо да стои ќесето горе, закачена била една гоецка сува лепешка од некој човек што го видел ќесето и си го зел. Каква работа ќе биде ова, Итромане Пејо? Ние го закачивме со пари, а сега лепешка гоецка најдовме на драго, му рекле. Со арам сте го нашле ќесето, од тоа се сторило на лепешка. Ако беше со алал, не ќе се стореше лепешка, му рекол Итроман Пејо и му пресудил. Кога чуле тој збор од Пеја, се почудиле како му текнало оти со арам го нашле ќесето, та за тоа му се престорило од ќесе на лепешка и почнале да го прашаат од кај се научил толку итар да биде. Џаном Итроман Пејо, од кај си се научил олку ти што си толку итар? Јас се научив, му рекол, од владиката која дојде еднаш в село и ми даде црна раќа, жешката ме попари. После еднаш ме однесе татко на Солун, која бев дете и сум го видел морето полно со риби, та со татка ми сркавме рибина чорба. Сркавме едно чудо. А и два пати црква сум бил. А еднаш сум бил на конак при Бего. Видовте, бре селани, колку шетан сум. Ете, отаде сум се изучил да бидам толку итар и учен. Блазена твојата мајка што те родила, Итроман Пејо, и што те гледала да излезиш толку итар, што да знаеш се што е на веков. Блазе тебе и ашкол сун. Ете, Итроман Пејо колку бил итар и славен од своите селани.